Професоре, знаеме дека владата доцна синоќа испорача некој пакет мерки за помош на сите, меѓутоа колку се тие доволни за да се ублажи ценовниот шок? Секоја помош е добродојдена и секоја помош е мала во услови кога е оптоварувањето преголемо. Државата може да се откаже за дел од предвидени средства во буџетот и сепак да ги земе тие пари како заем и ние како држава, тоест народот, македонци веќе го плаќаме тоа, но малку на одложено, на рати. А сепак ќе мора да ги вратиме парите. Ама барем у овој момент сега, веднаш малкуцка полесно да се поднесе. Горивото на нафтата, на суровата нафта, се зголемува. Но другите давачки, кои што се како профит, да кажеме, како средство за полнење, се ја дуплираат таа цена. Ете, тука е само можноста да се влијае и да се помогне да не се руши дополнително стандардот на граѓаните. Нема друго. Сите овие заеми, долгови, сепак ќе паднат на гребот на граѓаните. Тоа ќе се плати секако од наш джеб. Апсолутно, владата не препари, таа само троши. Што можеме да не прави? Она само ја го викам рекет кон граѓаните, им наметнува порези, ДДВ и ќе плаќаш ко попче, нема тука друго, што е и нормално, бидејќи после тие пари се плаќа покрај полиција и здравство, што се издвојуваат средства за пензијски фондови, ама се плаќа и ненормално голема администрација која што е средство денес во овие последни години за смалување на број на невработени, ве молам, ама па го оптоварува буџетот и тие што не работат во администрација зголемена толку многу, ја имаме тотално непродуктивна, ама троши пари од буџетот. Знаеме дека инфлацијата на големо им ги јаде парите на граѓаните, барем изминатиот период, а се очекува тоа да се случи и наредниот период. Што треба како држава да се направи за колку толку да се ублажи ценовниот шок? Навистина немаме увид детален во буџетот и каде се предвидени тие средства. И после не можеме ние, обичните граѓани, да ги следиме сите дупки каде што истекува тој буџет и ги полни некакви приватни джебови на групи или на поединци. Не може да ги следат ако сите сакаме тоа да се види, ако тоа на крај се казнува. Денеска сите се ослободени од одговорност кој што земале, да не кажам некој полош збор, дошле до повисоки приходи. Кој ќе слушнете, она веќе е јавна тајна, за 2-3 години работење во овие органи да може да купи сред 2-3 стана на големи имоти, од каде тоа? Нагло зголемување, за жал, но тоа е нашата состојба, имаме закони, законите не се почитуваат, тоест дури се спроведуваат на определен начин, селективно. Сведоци бевме изминатиот период што се случуваше на бензинските пумпи, кога граѓаните на големо купуваа гориво. Колку го оправдувате овој шок, оваа паника на граѓаните што се создаде изминатиот период во земјава? Видите, сиромав човек се обидува на своите начини кои што ги има да го смали тоа, барем нешто. И дури психичкото чувство е наполнил еден резервоар пред да се зголеми цената. Нема тоа да му влијае воопшто на неговиот буџет, драматично. Јас мислам само ето морално, овака психичко чувство дека ете нешто направил за дома, спасил 200 денари помалку ќе потроши за гориво. Да не кажеме шегата, како што вика Петре, абе поскапе горивото, не ме интересира баш мегајле, ја редовно полнам за 500 денари. Ви благодарам.